председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска пред нас предлог на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, закон кој што два пати доаѓаше во ово собрание, најпрво стигна, се сеќавате на устрата реакција од целата јавност, кога предлагачот Министерството за правда предвидуваше дека ќе бидат казнети за навреда според членот 4 оние кои што ќе изнесат негативно мислење. И при тоа, кога ни го презентираа на Комисијата за европски прашања, рекоа дека целосно е усогласен со сите релевантни фактори, со медиумите, со новинарите, и по острата реакција излезе дека не е така. Зошто кажувам ова? За да ја направиме хронологијата која што денеска не доведе до ова законско решение и до ова кој што ќе оговориме. Истиот потоа како резултат на жестока реакција во јавноста беше повлечен и Министерството за правда се откажа од формулацијата негативно мислење, затоа што самата цел и суштина на овој закон е декриминализација на оние дела кои што се однесуваат за навреда и клевета, како што рековте уште во 2012 и беа укинати како кривични дела и беа регулирани со еден посебен закон и со самата формулација негативно мислење. Ние се враќавме на вербалниот деликт од некои мрачни времења на едноумието, затоа што, ќе ве потсетам, слободата на мислата е апсолутно човеково граѓанско право. И треба да правиме разлика меѓу слобода на мисла и слобода на говор. Слободата на говор е политичко право и може да биде ограничено на различни начини за заштита на определен интерес. Меѓутоа, и потоа, со новото законско решение кое стигна овде во собрание, видовме дека може би се откажа од негативно мислење како формулација за одговорност за навреда, меѓутоа не се откажа од мислењето. Со новиот предлог текст кој стигна во Комисијата за европски прашања, беше предвидено дека за навреда ќе одговара оној кој што за друг ќе изнесе омаловажувачко и понижувачко мислење. Оно што беше страшно, што повторно Министерството за правда не прави разлика помеѓу слобода на мисла како апсолутно човеково право и слобода на говор како политичко право. И овде се обидовме, интервениравме со амандман и реагиравме со амандманско решение на Комисијата за европски прашања и треба да се заблагодарам и на колегите од мнозинството кои што ги препознаа аргументите и истите беа усвоени. Затоа што за волја на вистината мора да признам дека и министерот за правда истото го прифати, односно и прифати тие укажувања. Меѓутоа, она што сакам да го кажам дека кога предлагате закони на ваков начин, кога стигнуваат во Комисија за европски прашања и често пати сме рекле, која не може да биде комисија за се и сешто. Местото на овој закон беше во Комисија за политички систем, затоа што секој член и секоја одредба заслужува соодветно внимание. За жал, овде се задржавме на членот 6, на мислењето и на членот 9. И се обидовме да го подобриме текстот на онака како што можевме во тој скратен период, затоа што ќе ве потсетам дека расправата во Комисија за европски прашања трае пократко. Интервениравме во членот 6 како опозиција и предложивме зборот мислење да биде заменет со тврдење. Затоа што никој не треба да одговара за својата мисла, затоа што веќе реков, мислата е слободна. И треба да правиме разлика од мислење и тврдење. А поимот тврдење веќе му е познат на законодавецот, односно на предлагачот, па и на законодавецот, затоа што се наоѓа во членот во кој што се регулира клеветата. Има разлика помеѓу тоа да изразите мислење и да изразите тврдење. Благодарност уште еднашка што тоа го препознавте и барем малку се намали опасноста овој закон да стане алатка за да се борат со неистомислениците, представниците на власта. На друг начин интервениравме во членот 6, вели дека за навреда ќе одговара оној кој што ќе изрази омаловажувачко или понижувачко, рековме, тврдење со утврден или очевиден идентитет. Овде гледате дека има одговорност не само ако биде искажана навредата против точно определено лице,
туку Министерството за правда одлучило дека ќе биде доволно да биде утврден или очевиден идентитетот. Опасноста која што ја гледаме за слобода на говор е само препознавањето на тужител. Многу често било каква формулација може да допринесе одреден носител на јавна функција да биде само препознаен. Ако речете путерот и изразите некоја навреда против путерот, можеби ќе се препознае во тоа министерот за земјоделие. Затоа така е фотоволтаици и дезертер за Ковачевски. Затоа, за да нема такви опасности, предложивме покрај оваа формулација да стои недвосмислен. Така да сега ќе одговара оној кој што ќе изрази вакво тврдење, меѓутоа со утврден недвосмислено очевиден идентитет. И тоа уште еднаш ќе кажам, го прифатија и пратениците од мнозинството и се согласивме околу ова прашање. Реагиравме и во членот 9. Членот 9 го предвидува на кого паѓа товарот за докажување. Имено, ако дојде до навреда или до клевета, самиот законски текст предвидува дали товарот на докажување паѓа на страната на тужениот или паѓа на страната на тужител. Според ставовите 1 и 2 од членот 9, товарот за докажување паѓа на тужениот, затоа што тој треба да објасни зошто ги изнал наводите или да објасни дека тие потекнале кај него основано сомнение базирано на некои извори. Меѓутоа, ставот 3 зборува за тужен кој што е тужен од носител на јавна функција. Односно, товарот на докажување нема да падне на тужениот кога тужител е носител на јавна функција. Во законот пишуваше, во ставот 3 пишуваше, ако тужителот докаже дека имал основни причини за изнесување на тврдење кои што се од јавен интерес. Со што се создаваше еден парадокс, да тужениот треба да докажува кои прашања се од јавен интерес. Прашањата кои што се од јавен интерес се ноторни факти. Ноторните факти не се докажуваат. Злоупотреба на државна помош како основ на изнесување на одредени наводи не треба да биде и не смее да биде докажувано од оној кој го изнел, затоа што тоа е ноторен факт. И во таков случај товарот на докажување паѓа на тужителот, со што во целост се унапредува слободата на говор кога станува збор за критика на носителите на јавни функции, особено на носителите на извршни функции. Реагиравме и на други места, имавме уште еден или два амандмани, да предам на поентата. Сметам дека законот може би да крие уште некои недостатоци и затоа апелирам во иднина да не се брза со оваквите законски решенија. Апелирам и до председателот на Собранието секое маргинално усогласување со акти на Европската Унија да не завршуваат во Комисијата за европски прашања. Дајте да ги разгледуваме во соодветните матични работни тела, затоа што правно создавачкиот или правно креативниот процес тече овде во Собрание. Тој не смее да започнува и да завршува само во министерствата, затоа што така ќе имаме штетни и нефункционални закони. Правно-творечкиот процес мора да биде пренесен овде во Собрание. Ако ќе го пренесеме, само ако имаме дебата, само ако законите пристигнуваат во соодветните комисии, само ако покажуваме разбирање, како што се покажа во овој случај. Меѓутоа, сметам дека требаше малку постудиозно да се пристапи. Меѓутоа, реагиравме и во делот за известување кои што треба да стигнуваат, така да во други законски решенија, така да ќе ја следиме имплементацијата, ќе следиме што се случува, ќе следиме како одлучуваат судовите, дали се штити слободата на говор или се штитат интересите на носителите, особено на извршни функции, па може би повторно ќе се видиме со некој нов предлог, измена или дополнување. Ви благодарам.